Последни вести денеска, добро вечер. Следната недела ќе бидат познати финалните решенија околу владината реконструкција. Разговорите изминатите 2 дена минале конструктивно, велат од владата. Филипче пак денеска оцени дека реконструкцијата нема да донесе никакви промени и упати серија критики за економските политики и ветувањата на владата. Андријана Лазова-Божиновска. Од сите предизборни ветувања, владата на ВМРО ДПМН во 2 години реализираше само 10% и потврли во клучните области, оценува лидерот на СДСМ Венко Филипче. Со анализа на платформата 1198 на ВМРО ДПМН, според него не се исполнети ветувањата за повисоки плати, инвестиции и функционални институции, евроинтеграции, мерки за младите земјоделците. Филипче вели дека стагнацијата во сите сегменти ја чувствувале граѓаните на животниот стандард, но сепак пред времени парламентарни избори од власта тој нема да бара. Се изгубија 2 години во економски неуспех, во стагнација, во лажни ветувања, во национални понижувања, во влошени меѓуетнички односи, во влошување на односите со соседите, во време во кое што младите само планираат како да се иселат од земјата. Ние нема му даеме алиби на премиерот за избори предвремени. И кажавме, избори ќе има кога ќе им снема пари, затоа што е тоа концептот на нивното владење. Кога ќе ги дотрошат сите пари за партиски тендери, тогаш ќе одат на избори. И кој што гледате контрадикторни изјави од него. Сакаме редовни, па сакаме предвремени, спремни сме и така натаму. Нема да бара алиби, ниту ќе му дадеме ние како опозиција за предвремени избори. Ништо нема да се подобри ниту со реконструкција на владата, вели опозицијскиот лидер. Кадровските промени во тимот на Мицкоски за Филипче се само козметички и нема да влијаат врз важните политики за граѓаните. Што може граѓаните очекуваат? Ништо. Ке се заменат некои луѓе, ке си ги заменат фотелите и се ќе биде исто. Нема напредок, нема мерки за граѓаните, нема ништо да се почувствува подобро, тоа ќе бидат само некои козметички промени. Тендер коалицијата ќе продолжи да си функционира, кои имиња да бидат на било кои места. Преговорите за реконструкција на владата премиерот ги започна во петокот со раководството на Вреди, а потоа и со Знам. Од владата префираа дека средбите поминале во конструктивна атмосфера, во духот на меѓусебна почит, партнерство и заедничка определба за понатамошно унапредување на работата на владата. Сите коалицијски партнери ја споделуваат определбата владата да продолжи со засилено темпо во реализацијата на програмските приоритети и реформите кои ги очекуваат граѓаните. Во текот на разговорите беше нагласено дека реконструкцијата не се води од партиски или персонални интереси, туку од потребата за дополнително јакнење на институционалниот капацитет и уште поефикасна реализација на владината програма, брифираат од владата. Додава дека следуваат финални консултации и разговори на кои ќе бидат разгледани и потврдени конечните решенија и позиции. Премиерот најави дека ќе ги достави до собрание најдоцна до 1 јули, а потоа ќе продолжи со реконструкција во пониските ешалони. Пустец, како посебна општина, е прашање на идентитет, права и иднина на македонското малцинство во Албанија, вели лидерот на МАЕИ, партијата на македонците во Албанија, Васил Стериовски. Веќе е поднесено официјално барање до специјалната парламентарна комисија во пресред на новата административно-територијална реформа. Главното барање е општината Пустец да не биде споена со други општини и да не претрпи никакви територијални измени. Ќе ги почитува ли европските конвенции и уставот албанската влада или ќе подклекне на притисокот од Софија, која агресивно работи против македонци во Албанија? Не загрижува тоа што последните информации што ги имаме дека од страна на Бугарија се бара укинување на општина Пустец од страна на Албанија, се со цел ние да не ги уживаме овие права. Пред недела дена во Бугарија, во Албанија имаше посета од повеќе бугарски пратеници од разни политички партии и од еден бугарски европратеник, затоа што ние последниот период, последните години сме под една страшна агресија од страна на Бугарија за наша асимилација и за бришење фактички на македонското малцинство од Албанија. Неопходно е итно преместување на одделот за лекување осуденици со ментални нарушувања од психијатриската болница Скопје во затворот Идризово, смета директорот на болницата Иса Абдулаи.
Потребата од ова преместување тој ја правда низ примерот со последниот случај со кумановецот осуден за семејно насилство. Тој бил вратен 2 пати, бидејќи во пресудата не било наведено дека освен лекување треба да биде задржан на одделот, кој што има речиси двојно помал капацитет во однос на бројот на пациентите, а ги лекува само еден лекар, една медицинска сестра и медицински техничар. Болницата нема обезбедување, а згоре на се вели тој станува збор за осуденици кои најчесто до крајот на животот остануваат на одделот. Тоа мислење го имам дадено и пред влада и пред други институции, пред министерот. Значи, судското оделение како оделение комплет, ако сакаме да го решиме проблемот, како комплет како оделение треба да се премести од тука, како што е и низ светов, значи да биде во склоп на затворот. Тогаш тој предлог им го дадав јас и на господинот Пандов и на министерот, да се премести комплет оделението, да биде во склоп на затворот и Дризово. Ние од тука ќе однесеме персонал. Него таму ќе бидат и чувани. Колку успева Македонија во промоцијата на своите историски и туристички локалитети? Кои се слабостите и што може државата да преземе во следниот период? Дејан Трајковски. Планини, езера, историја, добро вино и одлична кујна. Освен Охрид и Скопје, останатите убавини во земјава остануваат непознати за странските туристи. Па се отвора прашањето дали државата знае да ги понуди и да им ги продаде на потенцијалните посетители. Според универзитетскиот професор Љупчо Јаневски, Македонија и во 2026 година останува неконкурентна. Бележи просек од 2 ноќевања, што ја прави екскурзиска дестинација. Решение за ваквата состојба гледа во најавената национална стратегија која веќе доцнија, која треба да воспостави стандарди, соодветна понуда и инфраструктура. Ние тоа што требаме да го развиваме во нашата земја и тоа што го имаме, ние можеме да го набројуваме до утре, но ако тоа истото не го промовираме и не создадеме човечки ресурси кои што истото ќе го спакуваат во еден пристоен туристички производ, ние ништо не сме направили. Всушност, повеќе треба да работиме на повеќе полиња, сериозно да го сватиме туризмот и туристичката индустрија, кој што според некои мои одредени убедувања треба да биде од 5 столови на македонската економија. Не сме доволно конкурентни со регионот, не сме создале доволно добри викенд пакети, но и атрактивноста на самата дестинација. Дури и туристите од регионот не знаат за повеќе од Скопје и Охрид, а и главниот град го сведуваат на прошетка на плоштад или пазарење во трговските центри. Матка, аквадуктот и Козјак, меѓу другите, остануваат помалку посетени. У веćini slučajeva radi ili na jedno noćenje, eventualno 2, ili u sklopu zajedno sa Ohridom, pa se radi jednodnevni izlet do Skoplja. Za više dana ne znam da li bi bilo previše interesantno i ne znam šta bi se moglo još ponuditi da bi bilo interesantno svim putnicima. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков пред 10 дена на брифинг со новинарите порача дека се изготвува сеопфатна анализа од домашни експерти во консултација со сите учесници во секторот. Стратегијата Љутков очекува да биде готова до крајот на годината и конечно да го трасира туристичкиот правец на земјава. Овој стратешки документ се носи исто како и стратешкиот документ Стратегијата за култура се носат врз база на сеопфатни анализи. Значи, прв пат се прави толку долга и сеопфатна анализа и во делот на културата, и во делот на туризмот. Бидејќи, кога ќе видите од претходните стратегии дека во делот на културата стратегијата има реализација 5-6%, а во делот на туризмот може би и 0% реализација, тогаш сваќате дека ви е потребен поинаков пристап. Според експертите, Македонија треба да воспостави одржлив туризам кој би се протегал сите 12 месеци во годината со подготвена понуда за секоја сезона. Поразително е велат пред се што и домашните туристи бегаат на викенд надвор од земјава. Толку во последното издание вести за денеска. Пријатно.